Отсутствува свест и волја да се препознае реалноста во случајов со ЛГБТИ заедницата во Република Македонија и дека тоа е единствената, можеби најважна причина поради која што и основот сексуална ориентација не беше утврден во законот. Иако ние сите сме свесни дека во моментов во Република Македонија ние се бориме за фундаменталните права на припадниците на ЛГБТИ заедницата. Државата треба да се појави како некој кој што ќе спречи воопшто да дојде до дискриминација, која што ќе создаде услови во кои што не бире таков видна дискриминација и пред се државата мора да застане на страна на жртвата или на страна на евентуалната жртва. Првото мислење каде што сме констатирали дека имаме дискриминација посебно на учебникот кој што ги вознемируваше ЛГБТ популацијата, ја донесовме мислењето, беше уважено и така натаму, така да 7 представки имаме во кои што во 6 сме постапиле и во 2 сме одлучиле дека има дискриминација. Еден чекор напред е направен, меѓутоа не постои ниту релевантен одговор од страна на институциите, а камоли соодветно постапување. Сите граѓани во Република Македонија се еднакви пред законот и пред уставот и наша обврска е да дефинитивно го штитиме еднаквиот третман, односно еднаквите можности за сите граѓани во Република Македонија. А по сила на нештата сакаме да влеземе во како земја членка на Европската унија и го хармонизираме нашето законодавство, а самото тоа подразбира именување не само на законите, туку именување на свесноста. Станува збор за видна структурна дискриминација која што се базира на се она што представува традиција, на се она што представува усвоен, расширен модел, социјално прифатено однесување. Ние тоа не збориме за нешто НЛО, него збориме за наши браќа, сестри, деца, пријатели, роднини и така натаму и во тој контекст да се подигне таа свесност, веројатно немаме доволно капацитетот внатре. Значи ЛГБТ заедницата никако не сме да биде оставена сама. Мора да се најдат природни сојузници, меѓу тие природни сојузници јас ги сметам сите женски организации кои што се борат за малцинските права и слично, меѓутоа и ад-хок сојузништва можат да се прават. Мислам дека е токму сега времето да издействуваме, да добиеме таков поширок фронт на поддршка. ЛГБТИ правата се човекови права и сметам дека ние мораме да действуваме во таа насока.